Денеска сме во Демир Капија, да се видиме со луѓето кои живеат во еден од најпасивните краеви во Македонија, за жал. И од оно што можеме да го чуеме од разговорите со нив, проблемите се исти практично во цела држава. Економијата е во катастрофална ситуација. Економско-социјалната ситуација генерално е на многу ниски нивоа, значи практично вакво нешто, ваква немаштија не се памети од 90 до денес во независна Македонија. И како што одиме од општина во општина, од град во град, од село во село, истата приказна ја слушаме од сите граѓани дека вака повеќе во Македонија не може да се води политика, не може да се води држава. Нивните надежи се во промена на политичката гарнитура, која ја има узурпирана власта во Скопје последниве години. И нивната надеж е во следните избори кои мора да бидат демократски и слободни и фер, за воопшто да добиеме кредибилен победник и луѓе кои ќе знаат како да ја поведат земјата надвор или нагоре од ова дно на кое е допрена. Деновиве очекуваме одлука во однос на престојните парламентарни избори, поточно изместување на рокот кој беше едностранно договорен од двете партии во сегашнава влада за 24 април. И очекуваме овој пат да не се фиксира датум нов за избори, се додека не се имплементираат во целост обврските од договорот во Пржина. Ако се имплементираат како што е договорено, како што се подпишани тие обврски од тој договор, општо е уверувањето, не само овде во Демир Капија, него во цела Македонија, дека опозиционото расположение е на највисоко можно ниво и дека е неспорно доминантното мнозинство во Македонија на страната на здружената опозиција и на целокупниот практично граѓански сектор кој поддржува подобра, слободна и европска Македонија. Значи со надеж дека ќе биде подобро, продолжуваме со нашиот караван низ останатите делови во Македонија и пораката која пуштаме и тука и до сите луѓе во останатите општини низ Македонија е истата. Немој да бидете во депресија, немој да губите од енергијата која имате од лани па до денес во континуитет, затоа што промените доаѓаат и тие ќе се случат многу брзо.